Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Неделава тема исламски екстремизам. Кога Осама Бин Ладен во 1998 година прогласи дека должност на секој муслиман е да се подготви колку што може за да ги тероризира непријателите на Аллах, тој ја постави основната цел на сегашниот џихад. Терористи од сите бои почнаа да шират страв. Сепак, според дел од експертите, уставните општества имаат вродена моќ која ја прават оваа задача на екстремистите тешка, ако не и залудна. Минаа 14 години откако американскиот претседател Џорџ Буш објави глобална војна против тероризмот. Денес, по потрошени над $1,5 за таа војна и по убивањето стотина терористички лидери, од Осама Бин Ладен до Џихади Џон, Западот останува исто толку ранлив, ако не и повеќе, од екстремистите кои можат да регрутираат борци и да напаѓаат во секој град во светот. Се сомневам дека сега, откако таква војна објавија и некои европски лидери, изгледите за победа се подобри од порано, оценува Хернандо де Сото, председател на Институтот за слобода и демократија, додавајќи дека екстремистите силата црпат од разочараноста од постојниот систем и сиромаштијата кои пак доведоа до познатата арапска пролет, во која за неколку месеци падна 4 влади, а се уште го тресат целиот регион. Неуспехот на Западот да ги охрабри арапските влади да воспостават и да го заштитат правото на граѓаните на нивната собственост, формираше вакуум во кој влегоа националисти и нивните терористички филијали кои сега испраќаат војници во Европа. Секако дека овие фанатици нема да бидат способни да го подобрат животниот стандард на сиромашните, како што се наведува во правилата на милитантите на исламската држава во самопрогласениот калифат. Но во атмосфера на оскудност и разочараност, оние што даваат лажни ветувања лесно привлекуваат приврзаници. Затоа Западот мора да му помогне на 80% од тамошното население. Од друга страна, масакрите што ги прават застрашуваат, но тие, како што наведуваат аналитичарите, не представуваат екзистенцијална опасност за цивилизацијата. Задача на политичарите е да покажат решеност и немилосрдност против нив, а граѓаните да бидат предпазливи, но и рамнодушни. Милитантите на исламската држава ја презеда одговорноста и за многу терористички напади низ светот, главно врз трговски центри, хотели, ресторани. Нормална човечка реакција е да шпекулира во врска со мотивите зад ваквите напади. Во реалноста едно плуралистичко општество не може да избегне провокации од теократски фанатици. Нивниот бес е меѓу другото против модерното, половата еднаквост, продавањето алкохол на странски туристи. Секако дека за вакви барања не се можни никакви преговори и од единствен разумен курс е тие да бидат отфрлени. Тоа може да потрае долго време, но цивилизираните општества според некои експерти ќе опстојат. За повеќето од нив периодот по Втората светска војна, заканата од нуклеарно уништување, беше скоро секојдневна. На крајот, западните либерални демократи ја надминаа студената војна без да се откажат од нивните вредности или од нивната одбрана. Според некои аналитичари не е точно дека вооружувањето представува закана за цивилизацијата. Опасноста доаѓа од тоа таквата воена моќ да не дојде во рацете на владари, чија филозофија е тоталитарна и кои се параноични. Единствен предпазлив курс за слободните општества е да имат доверба во нивната моќ слободно да носат одлуки. Токму на ваков начин политичарите треба да и се спротистават на терористичката идеологија која, како што велат, не може да се спороди со слободните општества. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија е подложна на влијанието на исламската екстремистичка идеологија, се согласуваат домашните аналитичари. Според нив станува збор за латентна опасност која се зголемува со оглед на се поголемата не само политичка, туку и општествена криза, сиромаштијата, но и големиот бран на бегалци и мигранти во Македонија. Господин Рајковски, колку Македонија е плодна почва за изградба приврзаници на терористички групи како што е ИСИЛ, со оглед дека слободно зборуваме за џамии кои што не се по контрола на исламската верска заедница, меѓутоа е за присуство на вехабисти. Не само Македонија, воопшто регионот на Западен Балкан, значи сите земји околу Македонија, се подложни на вакви влијанија и, како што вие рековте, ова е плодна почва за создавање на вакви терористички групации, кои претежно произлегуваат од исламската идеологија
Подкрепена врз основа на сите оние случувања на Блискиот и Далечниот Исток со силни влијанија и кај нас во Република Македонија. Значи, од тој аспект Македонија е навистина ранлива и од тој аспект Македонија треба строго да води сметка за ваквите движења и можните терористички активности врз основа на тоа. За колково присуство на приврзаници на терористички групи зборуваме во Македонија, со оглед на тоа дека останува отворено прашањето на контрола на исламските верски заедници кои што не се под контрола на исламската верска заедница? Точната бројка веројатно никој не ја знае и од тој аспект може да се зборува само за една латентна опасност која е предизвикана од разни групации врз основа на исламската радикална идеологија. А зголемен е бројот и со тоа зголемена латентната опасност од ваквите дејства на ваквите групации во Република Македонија, особено по настаните во Блискиот Исток, односно во Сирија, каде што дел од граѓаните од Република Македонија зедо активно учество во овие борбени дејства, се приклонуваат кон таа идеологија и по нивното враќање доаѓаат со определени задачи засновани врз основа на таа идеологија и дејствуваат и во Република Македонија, но и во околината. Со оглед на политичката криза во Македонија, колку земјава е ранлива на вакви приврзаници? Република Македонија со незината политичка, јас би рекол, и поширока општествена и институционална криза во Република Македонија, таа дозволува една широка лепеза на активности на ваквите групации. Од тој аспект ние сме навистина ранливи, посебно што овде треба да се вклучат и проблемите со европската бегалска криза, каде што многу тешко е да се одгонетне дали меѓу вистинските бегалци се вклучуваат, односно проаѓаат или се задржуваат во Република Македонија и вакви поединци и групации. Колку сиромаштијата исто така е елемент кој што придонесува за изродување на вакви приврзаници на терористички групи? Сиромаштијата во голем број и во големи можности се приклучува кон создавањето на ваквата атмосфера и врз основа на тоа Македонија е исто така плодно тло за создавање на вакви групации, каде што поединци се залажуваат, ја попримаат и пропагираат таа идеологија и од вакви економски причини, без оглед на нивната поранешна идеолошка матрица. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.